Брзи избори за излез од политичката криза е еден од најдобрите начини да се излезе од кризата, смета потпредседателот на владата и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН е Никола Тодоров. Во интервју за телевизија Нова, Тодоров истакна дека претходните избори не донесоа крај на кризата и покрај очекувањата, туку напротив ја продлабочија. Вели за тоа има повеќе причини, но една од основните е платформата направена и подготвена во друга држава, со премиер од друга држава. Ако сметавме дека изборите во Македонија беа излез од кризата, сега гледаме дека тие избори не донесоа крај на кризата, напротив, оваа криза ја продлабочија. Повеќе причини има за тоа, но една од основните причини е оваа платформа која што се појави и која што е направена во друга држава, со премиер од друга држава и која што е постизборна платформа за која што граѓаните воопшто не беа информирани на овие избори кои што се одржаа и нема можност на овие избори да се изјаснат по таа платформа. Имајќи го ова предвид, имајќи предвид во каква состојба се наоѓа државата, најдобар излез од оваа ситуација би биле брзи избори кои што би се направиле заедно со локалните избори, на тој начин не би имало дополнителни трошоци и не би се губело дополнително време, затоа што избори и вака и така треба да се одржат сега во мај, а второ, ако се одржат такви избори, резултатите сигурно би биле појасни и би имала почиста ситуација. Тодоров додаде дека доколку СДСМ сакаат крај на кризата, треба да се согласат и да прифатат нови избори. Председателот Ѓорѓе Иванов јасно ги образложи мотивите во неговата изјава. Тодоров вели дека Иванов во говорот кажал од Изаев ќе го добие мандатот, кога ќе отфрли платформата која е направена во туѓа држава и во себе содржи компоненти кои ќе ја редефинираат државата. Практично Иванов со неговата пресконференција кажа два начина како Зоран Заев да го добие мандатот. Тоа е, прво, да се избере председател на собрание и согласно процедурите во рок од 10 дена да се председателот на собрание да го извести за тоа председателот на државата и во рок од 10 дена председателот на државата да му го врачи мандатот. И тоа е првиот услов кој што е формален и кој што е пропишан согласно уставот. И вториот услов е да не се прифаќа платформа која што е направена во туѓа држава и која што во себе содржи елементи кои што комплетно ќе ја редефинираат државата. Тодоров посочи дека не може да поверува од Изаев молчи за понудата на лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, со која ВМРО-ДПМН би ги дала своите потписи за формирање нова влада. Коментирајќи ги пак преговорите со ДУИ, Тодоров посочи дека преговарале за повеќе работи, од кои за еден добар дел од работите се усогласиле, но за дел останаа неусогласени. Со ДУИ преговаравме за повеќе работи. За еден добар дел од работите се усогласивме, за еден дел остана може би не доусогласени, но првата работа за која што се согласивме беше СЕО. Значи, за СЕО беше првата работа за која што имавме изграден заеднички став. Ставот беше следен, а тоа е дека сме се согласиле дека не се согласуваме и дека тоа нема да биде пречка за составување на коалицијата, односно дека ДУИ ќе си предложи закон во собранието со кој што ќе се бара продолжување на СЕО, а ВМРО ќе гласа против тој закон. И толку со тоа ова прашање го затворив. Гледам и второ прашање го отвараат, а тоа е прашањето за реформите. Дека ние сме биле против реформите и тоа е комплетна невистина. Напротив, ние сме за реформите и уште сме за реформите. Сме спремни ние тие реформи да ги направиме и во разговорите што ги имавме, дури и од нивна страна беше понудено ние да ги водиме тие реформи. И ние тоа со задоволство го прифатиме. Тодоров истакна и дека платформата која е направена во Тирана или зад која застана премиер на друга држава е нешто што сериозно предизвикува конфликт и недоразбирање во општеството, коментирајќи дека за него е несфатливо зошто албанците од Македонија имаат потреба некој друг од друга држава да ги организира како да настапат и да им гради стратегија за нивниот однос кон македонците во Македонија.